Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во англиската премиер лига синоќа се одигра во редното 18-то коло. Во дербито Манчестер Сити го совлада Ливерпул со 2:1. Со оваа победа Сити се проби на втората позиција со бод помалку од лидерот Арсенал, додека Ливерпул од првото падна на четвртото место на табелата. Кутињо по 24 минути игра на асистенција на Стерлинг му донесе пренос на Ливерпул. Капитенот на Сити Компани изравни на 1:1 во 31-та минута, а пресвртот на граѓаните го комплетираше Негредо во првата минута од судиското надополнување во првиот дел. Во другите средби Астон Вила загуби од Кристал Палас со 0:1 во последните секунди од надпреварот, а Тоттенхем одигра реми 1:1 со Вест Бромвич Албион. Челси и Манчестер Юнайтед забележаа тешки победи против Свонси и Хал. Изненадување направи Сандерленд, кои нагости го победија Евертон со 0:1. Најубедливата победа ја оствари Њукасел, кој со 5:1 го победија Стоук, додека Арсенал славеше во лондонското дерби против Вест Хем со 3:1. Тренерот на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е продосен за тренер на годината во изборот на шпанската новинска агенција. За Симеоне ова е втoro трофеј во неговата кариера по 96-та година, кога беше избран за најдобар играч во премиер лигата. 44 годишниот Симеоне оваа година беше сензационален на челото на Атлетико Мадрид, кој се врати во Лигата на шампионите, во која беше одличен во првата фаза на надпреварувањето, за замајќи го првото место во својата група. Симеоне го предводеше Атлетико, кој оваа година го освои третиот кралски куп, победувајќи го во финалето Реал Мадрид со 2:1. Со Атлетико забележа 15 победи, 1 реми и 1 пораз и се наоѓа на второто место на табелата зад Барселона со еднаков број бодови 46, но со полоша гол разлика. Симеоне го предводеше Атлетико на 56 официјални надпревари, од кои 36 ги заврши со триумф, 13 со нерешен резултат, 7 со пораз и со гол разлика од 106 постигнати и 37 примени голови. Леброн Џејмс и Серена Вилијамс ги добија престижните признани на агенцијата АП за најдобри спортисти за 2013 година. Леброн е само трет кошаркар по Мајкл Џордан и Лели Бърд, која добива оваа награда што се доделува од 1931 година. Зад себе Леброн ги остави НФЛ играчот Пейтон Менинг од Денвер Бронкос и звездата од Наскар серијата Џими Џонсон. Минатата година тој освои титулата во NBA лигата со Мајами Хит, а самиот беше прогласен за MVP. Во меѓувреме Мајами победи на 78 од вкупно 98 надпревари во 2013 година. Американската тенисерка Серена Вилијамс се претрпе само 4 порази на 82 надпревари, освои 11 титули, меѓу кои и Ролан Гарос и US Open, и во февруари стана најстарата тенисерка на првото место на ВТА листата. Признанието е трето за неа по 2002-2009 година и само две спортистки имаат повеќе награди. Таа зад себе ги остави кошаркарката Бритни Гринер, прв пик на драфтот во 2013 година, и пливачката Миси Френклин. Само 4 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Најинтересно беше во Кливленд, каде со поените на Джеф Тик со звукот на сирената, Атланта славеше со 127-125 по две продолженија. Перо Антич постигна една тројка и имаше и една асистенција. Тик уфрли најмногу во кариерата 34 поени. Центарот на Атланта Ал Хорфорд, кој постигна 25 поени, го повреди рамото во првото продолжение и не се врати во игра. Залудни беа 40 поени на Кайри Ирвинг, вклучувајќи и 12 во второто продолжение. Ламаркус Олдрич со 32 поени и 10 скока ги предводеше Портланд до победа од 116-112 над LA Клиперс по едно продолжение. Блейк Грифин даде 35 поени и 11 скока, а Крис Пол заврши со 34 коша и 16 асистенции. Во дербито на Тексас, Сан Антонио оствари победа од 116-107 на гостувањето кај Далас. Дени Грин заврши со 22 коша, Тим Данкан реализираше 21 поени и 13 скока за негов 10-ти дабл-дабл учинок во сезоната. Кај Маверикси Дирк Новицки постигна 25, а Монта Елис 23 поени. Харден даде 27 поени на надпреварот против Мемфис, кој ракетите го добија со 100:92. Двајт Хауард поради проблеми со личните грешки постигна само 2 поена и 6 скока. За вечерва предвидени се 10 надпревари во NBA лигата. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.